Македонија се најде на 10-то место на најновиот извештај Doing Business на Светска банка според леснотијата за водење бизнис, што е напредок за една позиција во однос на лани. И покрај подобрувањата во делот на издавањето на градежните дозволи и регистрацијата на имот, пат има дури во 6 анализирани области. Ако некогаш Македонија беше меѓу најдобрите во светот по леснотијата за старт на бизнис, сега е рангирана на 47-то место, што е уназадување за 25 позиции споредено со лани. Земјава е послабо рангирана и според добивањето на електрична енергија за 4 места, заштитата на малцинските инвеститори за 3 позиции, плаќањето на даноци за 2 места, прекограничната трговија бележи пат од 8 позиции, како исклучувањето на договори за 2 места. За министерот Тевдовски, извештајот бил показател на добрите економски политики на владата, но и насока во кои делови треба да има подобрувања. За разлика од порано, не постојат оние политички притисоци врз бизнис секторот. Ако гледаме различни елементи, например, поврат на ДДВ кон фирмите се врши технички, без никаква селективност и брзо. Потоа имаме поддршка за домашните бизниси. Се тоа укажува дека за нас е битно, за приватниот сектор да има можности, еднакви фер можности да одат напред, а исто така сметаме дека е важно и таа регулатива да ја држиме и да имаме клима која што ќе биде поволна за инвеститорите. И покрај регистрираните негативни трендови, Македонија останува прва во регионот и пета во Европа, за Данска, Грузија, Норвешка и Британија. Од 190 анализирани држави, 128 држави вовеле 314 законски реформи, со кои ја подобриле бизнис климата. Од нив Македонија го поедноставила процесот на добивање градежни дозволи преку намалување на трошоците за добивање на земјишни парцели. Најдобри држави за водење бизнис во светот се Нов Зеланд, Сингапур и Данска, а најлоши Венецуела, Еритреја и Сомалија.